Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова попладневно издание од емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене Исо Мухич. И еве предлагам во добро и да ја завршиме оваа работна недела, токму коментирајќи ја вчерашната победа на фудбалерите на Македонија, на фудбалската репрезентација, која всушност со победата над Италија се пласираше во финалето на баражот за светското првенство. Македонија ќе го игра финалето во баражот на гостувањето против Португалија во вторник на 29 март, а екипата пак денеска во 18:30 часот, значи ете по завршувањето на оваа емисија треба и да пристигне во Скопје, да слета на аеродромот во Скопје и секако дека ќе биде пречекана од голем број на обожаватели и поддржувачи, но и не само на спортот, туку и воопшто на од целата јавност. Токму во таа смисла секој сметам дека е нормално да се јави и да проговори, без оглед дали е машко, дали е женско, постар или помалку стар, помлад, се едно, за да ја коментираме заедничката победа, за да го коментираме она што се потврдува, тоа е обединетоста, но и капацитетот кој тоа како очигледен и иманентен, и не е прв пат, и не е само во спортот, и дотолку повеќе пример за навистина потребата, неопходноста од заедничко делување во сите сфери, што ќе биде за добро на целото општество и за нас сите. Така да, темата е токму ја има и таа символика на чекор, или со овој уште еден чекор по она со Германија, се сеќавате, но сега веќе навистина на чекор од пласман на светското првенство во Катар, кој пак ќе се игра на 21 ноември. Но затоа потоа ќе видиме што ќе биде. Впрочем, не е ниту страшно, иако не се случи тоа, затоа што сепак и со оваа победа и она претходно која ја имавме, има навистина многу причини за радост и велам многу пораки кои можеме да ги коментираме. Секако, тој чекор кој не дели од евентуално учеството, пласманот за светското првенство, е и она што можеме да го коментираме, што очекувате од мечот од надпреварот во вторник со или против Португалија, но и сето она како измина. Денеска и селекторот Благоја Милевски случајно, но го прославува и 51-иот роден ден, а веќе во вторник ќе знаеме и дали ќе се направи тој уште еден чекор. Но независно, велам, и ова е и тоа како битен чекор, може би не за светот, иако звучи како по стапнувањето на месечината, може би не е за човештвото, малку ќе ја модифицирам, но и тоа како голем чекор за Македонија и би требал да биде голем чекор за сите нас кои живееме во неа и заедно би требало и да придонесуваме за подобро утре. 609-1924 и 925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Ало, добар ден, Мухич. Се слушаме, поздрав до вас. Поздрав за тебе и екипата. О, мама мија, боли, ја. Ала га и мене играше врачи. Значи, игра, и јас не успеав сега порано да му со Огнен се чувме, ама не се разбира од фудбал, вика, не се разбира го тоа. Так. Се едно, воопшто ги коментираме. Са Вајле му се јаев на Роберт на Канал 5, вика, слушај, вика, Роберт, вика, да ти кажем, ако игра сложно, а не како политиката во Македонија, и второ кондиција, ама сите се интернационалци, со кондиција треба да се добри, викам.
Да знаеш дека неизбежна не е победата. А викаме не збори, вика, знаеш кој е Италија, викам, европски prvак е сега. Ама ние немаме звање, викам, па можеме и ние да бидеме. Така да, стварно ни го направи Чефот, игра единствено како еден игра секој им чест, од Димитриевски па се до левото крило секој им чест. Сега за вторник, Елмес ако му помина овај катон од казата, и Адеми ако се опорави, а би треба да се опорави, вчера играше, нели, и до тоа го чуваше малце тренерот. Така да, мислам дека Роналдо пред крајот на кариерата негова ќе го доживее најлошото во својот живот. И посакувам, значи, не среќа, туку добар ден на нашите играчи, добро расположение и конечно светско првенство да оде минија. Ето, поздрав од нас и саки, а не како овие патриоти, албанци овака. Ви благодарам, ве поздравувам и јас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Здраво, братисо. Здраво, повелете. Браво, браво, браво. За нашите фудбалери кои ја победија и Германија и Италија дома. Најголемите сили во фудбалот. Браво, што да кажам. Треба овие момци да се наградат и од народот да се пречекаат и нашиот председател да ги награди со посебни премии. Што не чини? Не чини тоа што македонската телевизија како државна телевизија не го пренесува овој настан, овој спортски настан. Кога игра репрезентацијата, било кој спорт, кога игра македонска репрезентација, мора македонската телевизија. Нема изговори тука. Политичарите ги повикувам, тие се надлежни да едноставно донесат закон, наредба, било што, секоја утакмица на репрезентација државна телевизија. Вака, според овие канали, како се викаат кабловски, не ја гледаа сите во државата оваја прекрасна утакмица, да се израдува овој напатен македонски народ. Сплотени беа и албанци и македонци. Нека бидат пример за политичарите, за народот. Да не се дели македонскиот и албанскиот народ. Да живееме заедно, да се помагаме, да се откажеме од кантонизации, федерализации, големи Албании и така натака. Да живееме заедно и заедно со бугарите да не ја предаваме државата. Под едно знаме, под една химна, да тераме работата со животот заеднички и да живееме. И така можеме со заеднички сили да бидеме Швајцарија на Балканот. Не ни треба војни, не ни треба неспоразуми. Нас ни треба заеднички живот и во добро и во лошо да се помагаме, без разлика на нација и пол. Ви благодарам, убави пораки, убави желби. Ве поздравувам. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете, во програма сте. Игор на телефонот, бито одамна не си имам јавено. Кај Огнен учествував. Добро. Учествувам и јас во програмите вака на телевизија. Сега вредно е да кажам нешто, да кажам. Секако. Јас живеам сам. За мене цела мака една светлина што поведе Македонија, што се израдвав, што дома беше лудило, си свари кафе, вика Македонија, 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 вика и толку си израдвав и сега можеме да се пофалиме пред светот и сме нешто, држава, да си ја сакаме државата, да си помагаме, да нема корупција, криминал. Ето за судството ќе кажам, да биде поправилно, по-добри суди за судството, судите да не грешат, Ете и на болници медицината да биде докторите да не бркат, да не лечат македонците. Јас сум македонец по татко, а по мајка сум егеец. Македонка живееше, ама од Сетиген, тело близу Македонија, близу. И побила војната порано и дедо ми живееле во Македонија, војна било Грчка и му носеле леп преку Грција до Македонија, во вреки, дедо, на мајка ми, татко му. А татко ми чист македонец, а татко ми
дедо ми мој, дедо и прадедо во Америка беа многу богати, многу богати. И така, и со ја се запатив, почнав да разговарам посериозно, бе полабилен, а сега почнав постабилен. Да кажам нешто, еве, брат, да се живееме, јас како македонец, најпре сака Македонија. Охрид ми е најубаво ќе одам, Охрид, Скопје и толку и поздрав многу. Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, поздрав. Да, овој новинаре. Поздрав за Македонија. Исо Мукич. Повелете. За Македонија, јас сум македонец и Северна никош не припаѓам. Прекрстување. Да се прекрстиш родината што е надарена од Бога, тоа нискост многу. Поздрав до сите, до вас и до сите, мислам, слушатели и ги честитам победата на Македонија на светско првенство, што тебе ствари учествува на светско првенство пласмано и во Италија. Овие фашистички држави, Германија и Италија беа сојузници заедно ги победени. И тоа директно у Германија и во Италија. Значи заслужуваме, имаме, значи ние спорт, реактивност, способност и се, и за тоа и квалитет, и за тоа и победуваме. И добро борбелец, исто. А Игор Ангелов и исто почесто тренеро на репрезентацијата и пожели и стварно и добро резултати покажа. И добро ги тренира, и добро и имаше добро напредок, али неш под притисок е сменет. Сакам да кажам, ако присуствуваше таму, и со од Муртино исто, премиер кој не е легитимен народен, немаше да се признае голо, привеќе речеше опсај, не е гол. Па тие двата гола ги даде Македонија на тоа првенството сега, еден Пандев го даде, не ги признава. Како чувствувашите, и тоа немаше да биде победа. Домашните наши луѓе, предавници, да ваши профитери губиме и не одеме напред. Само дома, значи и со спортските сади ги направи ВМРО, ДПМН. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Ме слушате? Одлично, да. Така. Прв пат да се сложам со овој човек што ви се јавува како брат и прв пат свака му час. Свака му час како кажува дека македонска телевизија не пренесува овие работи во такмиците, дали од кошарка, дали од фудбал. Тој човек, директорот е поставен партиски од бившата власт и над 15 години директор таму. Во комисијата, во собрание ја носи исто така овие луѓе и не може да направат комисијата за може да се согласат и да го сменат овој човек. Тоа е целата работа. Само срамота е стварно обичниот човек во село што живее на некој високо место планинско кој што може да гледа македонска телевизија, овие кабулски не може, а да се страми некој да му каже тепаме, како бе тепаме, може да тепаме. И тоа е. Овие патриотски работи што се работат не е убаво. Синоќа во центар да се пее против албанците. Можно ли е тоа, жити Бога? Можно ли е тоа? Албанците носат на патиките македонско знаме, играат во соблекувалните, пеат во соблекувалните, а види што се дешава. Ти благодарам. Да, ви благодарам и вам и дотолку повеќе додека има и вакви разумни, нормални, трезвени размислувања. Ете, постои и верба и надеж дека сепак ќе надвладее од секој аспект и кај секого. И разумот, а повторно велам, не само за општо добро, туку токму затоа што на некој начин само заедно може и да се направи многу повеќе, почнувајќи од просперитетот на земјата од внатрешен план, но и подеднакво од аспект на сето она што однадвор доаѓа и влијае и што многу
силно може да влијае доколку сме разединети, во негативен контекст секако. Што впрочем и се прави и гледаме сите, токму затоа што кога некако оркестарот е раштиман, однадвор секој може и да полесно ги оствари своите влијанија. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Ајде нека ја Илија победата Так, на македонската репрезентација. И ако е нешто добро во Македонија, само македонскиот спорт е добар. Она другото, политичари, власт, владетели, телевизија македонска, ова е се за да се испрати во Украина. Тамо да се испрати кај што паѓаат најголемите бомби, тамо тие наши политичари и владетели, тамо и ни местото. За тоа што овде се радуваат само кога ќе видат дека нешто биднало и нема каде и мора да кажат ај се радуваме. А пред тоа, каде се пред тоа? Кој е директор на таа телевизија наша? Кој не дозволува тоа да се прави? Зошто не се пренесува македонски надпревари? Не е ова прв пат, ова е не знам по кој пат така. Македонска репрезентација, македонска телевизија не ја пренесува. Кој е пречка во тоа? Ние пак да се напаѓаме пак. Место како народ, што рекол вие на почетокот, да бидеме сите заедно, да навиваме сите заедно, да се сакаме сите, да се почитуваме сите, да сакаме државата Македонија сите. Не е само да ја сакаат преку парите, треба преку срцето да ја сакаат, преку земјата што ја газат, преку дворот што го имат во Македонија, куќата што ја имат. Значи, ние сме толку, не знам, ова дали ова градска лагодна сорта направи ова пусто омрази ова, она. Што направи тоа, ја не знам, во Македонија? Пусто борба за пари, за превоз, не развија. Затоа е камгите, малмалските партии само се караат заради економијата, не заради друго. Тие заедничката цел на сите е иста. Меѓутоа, кој да добие да биде министер? Тоа е борбата. Да биде директор. За да се јаде народ. Ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден за следниот гледач. Добар ден. Исо, добар ден. Еве сме, да, повторно, повелете. Прв пат во оваа емисија. Овој пат јас ќе кажам нешто за гројдето. Да. Се шалам малку, се шалам. Добро, јас мислев... Да, добро. Да, уште малку нешто да дополните. Да се приклучам кон честитките. Так. И да го пофалам оној гледач што пред малку се јави и кажа некои негативности што се скандирало против албанците. Другари, не треба вака кога се работи за некој дали било спортот, дали било политиката. Не треба многу да се напаѓаме затоа што фитилот малку му фали да се запали. Јас мислам дека ситуацијата кај нас ќе се смири кога ќе се смират политичариве. Мислам дека се ќе си дојде на свое место. Луи Армстронг го рече она дека чекор мал за него, а голем за светот. Меѓутоа, тоа не било на Марс, туку негде во пустињите тамо во Америка. Народот излажан дека на Марс било тоа. Бар така знам јас. Мислам дека и да не одиме понатака, немојте да заборавите, Португалија е јак противник. Не треба да се разочараме. И ова дотука што сме го постигнале е многу голем успех. И мислам дека Македонија има уште многу да се докажува. Не само во фудбалот, во ракометот, во кошарката, во други спортови. Само малку парички да се дава на спортистите, за да може да напредуваат. Исо поздрав. Благодарам, ме поздравувам и јас, но и ако било во пустините, некои на земјава во секој случај, и тоа било голем чекор, затоа што во пустиња не е туку така лесно да се движи. Особено на врелото сонце и вжештениот песок, така да секој чекор е голем чекор.
како и да го свртите се едно, ако е и на месечината, до толку повеќе. Но добро, јасна е пораката. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, поздрав. Поздрав, господин водител. Благодарам, поздрав до Исо вас. Мухиć. Повелете. Поздрав до сите ваши гледачи на 24. Благодарам. Па сега, предходниот гледач, добро, кажа само за Луи Армстронг и за... Нил. За Шател, Нил, не кажа добро дека точно на месечината беа. Значи, ја не ги видов таму, не беш таму, ама знамето таму е оставено, американското знаме поставено е дека биле на месечината. Тоа беше, мислам, дека 66, да не се лажам, со Аполо 13. Може би се лажам, сега не можам се да памта. Не, сега ќе се свртам за тема, добро другото го кажа, ние ќе сме противници вака политички, ама оваа тема да не сведини, мислам да не сплоти, да навиваме. Успехот да не обедини сите, да. Јас да ти кажам, сум спортиста голем. Играм фудбал аматерски, ама спортот го сакам највише од сите. Филмови не гледам. Да, не е битно што го кажувам, но го кажувам дека значи спортот го сакам. Фудбалот, тенисот и сите други спортови, ама фудбалот и тенисот ми се најдобри и тоа сокер што го вика. Многу опушта, многу. Сега за македонска репрезентација ќе кажам дека секоја чест ги поздравувам сите, макар да не слушаат сите фудбалери, покажа карактер. Значи тоа е карактер кога некого подобар е противникот. Секако е подобар италијани од нашите противници. Ама кога ќе покажеш карактер, желба, да трчаш колку нив, да трчаш си тоа успех е. Јас сум бил, ти викам и тренер, сум бил на обични екипи. Така да ова е голем успех. И сега нема да спомнувам со Португалија. Португалија знам, сите играчи ги знам. Така да ќе биде тешко, ама балки ќе биде уштетна трета година, оти ова ретко се случува. Ваков успех. Италија да победиш во Палермо, на Сицилија, на Калабрија, тоа е голем успех. Еве и со тоа поздрав и секој друг. Така, ви благодарам, ве поздравувам, но дотолку повеќе без оглед на исходот со Португалија. Не смееме, не треба да дозволиме да ни го расипе ниту впечатокот, ниту вредноста од ова што го имаме и што е потврда токму и на единството и на способноста, имајќи ја предвид Македонија и како бројност и така натаму, сепак не може да се споредува подеднакво, не се ниту по број на жители и така натаму. Во таа смисла велам она што некако ни е карактеристика да го расипеме впечатокот од нешто што е добро, што и да е добро нешто, обично така ќе најдеме некоја причина, макар и банална, да беше ова, ќе беше подобро, а вака еве не ни чини, па така го расипуваме и оној момент кој ни е убав, било кога, или на одмор некаде и така е, да имавме уште ова, ќе беше добро, а вака не чини. Во таа смисла, велам, без оглед на тоа што ќе биде, не би требале да дозволиме да во светлото на исходот од Португалија, односно во сенката на исходот од Португалија се стави овој успех од вчера. Добар ден, повелете. Се слушаме, поздрав, да, повелете. Благодарам. Повелете. Сега, значи, овој потек е, како се вика, една ласта. Така. Значи, ова е голем успех за нас и така се покажува како треба да биде единство. Нема тука кое што е. Значи, и да не успеат во спорто, не е голема штета, зашто ова е навистина голем резултат. Ако влеземе па у финалето, тоа е, што да кажем, Македонија е прва у свет. Туку сакам да кажем на оваа поента дека една ласта не чини пролече, како што вика Србин. Ова е првата ластовичка, а сега е пролет. Јас очекувам и други ластовички во таа насока и сега малце ќе надополнам. Многу ми се допадна од Сабајле што слушнав дека мостот што ја го поврзува аеродром и автокоманда, не првите изјави, него уште малку треба да се доврши. Значи, не да фрламе ние дрве и камења. Тој што направил претходно. Ако е добро, да се продолжи. Ако не чини, нека го брка за тоа. Меѓутоа, мостот, тоа е една втора ластовичка. Трета ластовичка ќе биде, да речам, клучката на Момин поток. Четврта ќе биде, би бил среќен да речат брз, рапид транспорт во Скопје ќе биде супер.
затоа што имате 70 милиона евра колку е таму кредит. Студија направена од светски размери. Немојте да се враќате на автобуси и не се бајле некој изгоре. Па што ќе правите со тие? Тие се, што да речам, канта, викаме ние механички вака. Разбираш? Значи мора да идеме напред со повеќе ластовички. Благодарам. Ми благодарам, ве поздравувам и токму во таа насока, еве, ги спомнавте, односно и таа релација и ластовичките, но мостот, Клучката кај Момин поток, зошто, впрочем, сето тоа се прави? Па токму за да поврзува, не да разделува. Се прави за да го олесни животот, за да се поврзат луѓето, за да функционира нешто подобро. И во таа смисла, доколку било спротивно на тоа, би правеле ѕидови. И правени се ѕидови. И сега се прават, гледате. И сега се поларизира светот со ова што се случи во Украина, реперкусии по целиот свет. Односно се одразува во секој случај. Еве видовте и директно се потенцира практично и од двете големи страни дека нема неутрални, изјаснете се, или сте ваму или таму. Имаме поларизираност, се креваат ѕидови. Така да се додека имаме нешто од типот на мостови и клучки и се додека сме сведоци дека се прави и дека се гради, значи дека одиме кон поврзување, кон зближување, дека тој потенцијал постои, а не кон разделување. А ефектите и резултатите од тоа заедништво ги видовме вчера. Не видовме некоординираност, не видовме спротивставеност, внатре спротивставеност, нетрпеливост и така натаму. Напротив, видовме неверојатен резултат. Затоа што, повторувам, јас барем доживувам дури релативно несразмерен соодносот. Во полза на Македонија го толкувам тоа. Значи, сепак е Македонија во било која смисла непропорционална на, па ете и на една Германија и на една Италија. А еве, може. И го покажува и потврдува тоа. Повелете, добар ден. Честита победа на нашите македонски фудбалери. Така. Фашизам. Диктатура за македонците, а слобода за оние кои не сака да постои независна мајка Македонија. Јас 30 години зборувам за независна мајка Македонија. Од секогаш сум верувал во наши македонски спортисти. Памтам околу 8 септември 1991 како се карав со дел македонци кои не сакаат да постои македонска држава, кои плукаа по наши македонски спортисти, кои не веруваа во нив. Јас секогаш верував во мајка Македонија, тој била цивилизација за која пред едно 15 години отприлика, може помалце, дојдоја сенатори американски во Скопје, во наше собрани и рекоја вака: ви благодариме македонци и Македонијо што на светот подаривте цивилизација. Како може такви убави зборови да се кажат кон наша Македонија, а некој македонец или некои македонци во Македонија да плука 30 години по мајка независна Македонија, оти ние сме привилегирана генерација. Векови пред нас македонци сонувале да се на наше место, животи давале, чмаеле со години по затвори, по 100 години во затвори биле осудувани. Оти биле македонци, се бореле против империја, отоманска, ова, она, робство. И сонувале да се на наше место. Ние сме привилегирани. И уместо да сме привилегирани, радосни дека сме дел од та генерација што живее во независна Македонија, 30 години слушам Тито, Југославија, Македонијо, македонци, не чини ништо наше, нас не бидува. А еве демант голем. Македонија ги победи во една година и Германија, светска велесила во фудбал, и Италија. Македонија може. Македонците можеме. Само ако имаме верба во себе си, ако сакаме Македонија, ако се сакаме себе си, својот народ, се наше македонско. Доста со плукање, доста со раздор, доста да се мразат македонски патриоти. Слобода за наши уставобранители, слобода од тие се поголеми патриоти од овие кои вчера победија. Благодарам, но ако сте тој за кој мислам дека сте, тогаш сте исклучени, а ако сте исклучени, тогаш не би требало да се јавувате, особено не без да се најавите. Па да видиме дали може да се реинтегрирате повторно или не. Сам вака несоодветно, најблаго кажано. Велам, ако сте тој
за кој мислам дека сте и кој е исклучен. Повелете, добар ден. Добар ден, гостов Денисов. Поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Многу се радувам. Честитки големи за победата на Македонија врз Италија. Вистина голема радост ми стори во семејството моје таа цела работа. Така, како да не е јасно. Меѓутоа, да ви кажам наискрено, многу луѓе злоупотребуваат тука, заради тоа што како не им е срам на тие, јас бев таму, неколку групации што викаја против албанците, па не ли се свесни дека во Македонија прво фудбалските клубови на албанците се појаки од нашите клубови на македонците. И како ги користат овие неубави моменти. Македонија не е само на оние што гледаат од јужно-србијански аспект. Јас гледав и против бугарите викаја исто така. То се све деца на тие кои што беа против формирање на македонската држава. Тоа се децата чиј еден дел на калето бегаја како кукавици на калето кога беа нападнати од албанците, како и да е. Јас сум македонец и срам ми е од такви јужно-србијански гнаси кои што сметаат дека Македонија е уште јужна Србија. Благодарам. Ви благодарам, ве поздравувам, но од разумот зависи, од разумот, претпоставувам дека разумот тека и мнозинството, имено зависи токму дали тие одредени спорадични обиди за дестабилизација ќе заживеат или уште полошо ќе запалат поголем дел или сами од себе ќе згаснат ако немаат плодно, ако немаат основа да се прошират. Така да, ако се погледне, спорадични се. И секако, секогаш се, кога има одредени крајности, гранични состојби. Крајностите се допираат секогаш, знаете. И било како, партиски, крајна партија, левица, крајна десница се допираат секогаш, да не анализираме сега, но јасно е, по многу работи имаат сличности. Така и ова, дали е нешто за лошо, ќе се најде за спорадично некаде некој за да го искористи тоа и да предизвика некоја верижна реакција. Но исто така и ако е нешто за добро, ќе се најде. Така да има секогаш такви ситуации, од нас и од разумот зависи и од тоа секако во колкав процент е. Ако е во доста голем процент, не може ништо да запали. Напротив, тоа само ќе згасне. Како оган и кислород, воздух. Нема воздух, ќе згасне оганот, колку и да е силен. И тоа е во принцип со се, и со, не знам, агресија ако сакате. Агресијата не може да трае постојано, вечно. Се намалува, слабее. Отпорот не. И затоа, бете, да не ја шириме темата, но има заеднички моменти, поточно да не одземам време од вас, и со темата. Било какви притисоци и низ вековите и слично и така натаму. Тие не можат да траат вечно. Отпорот останува. Идентитетот, јазикот и слично. Што, кој, како, со принуда навел, траело, попуштило, ова се вратило. Така да, затоа велам, од нас зависи се додека е доминантен тој процент. Ако не е генерално на отпорот под наводници, тогаш и мал пламен ќе го скрши и веќе нема што, тогаш не функционира ова што го кажав. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Убава е фудбалскава победа. Но една победа и малку не се доволни за Арно. Ни фали љубов, здрав резон. Без тоа не можеме напред. Срамота е во рајско поднебе да живееме бедно, од што и тоа го нарушуваме од големите себичности. Благодарам. Ви благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Исо. Повелете, добар ден. Поздрав до тебе, до емисијата. Ви благодарам, повелете. И поздрав до нашите дечки. Стварно ми изненадија. Без друго, така. Не верував дека ќе победиме. Аха. Па и у 92 минута, како што не им оставили италијаните, више беа во шок. Свака им час. Аха.
Не ми се допаѓа сега, ја многу пати зборам политичка, ама не ми се допаѓа тоа, ја победевме Италија. Фашисти, Германија, фашисти, добро луѓе, ај барем овој ден да го оставиме малку да се радуеме без политика. Знаеш ја како мисле имам и за влада и за општо тоа. Треба да сватиме, треба да сватиме дека ние победивме на Италија, светски првак, европски првак, и тоа веле на европски среде Италија, Палермо, на Сицилија. Тоа е нешто невидено, тоа е тешко, дури у Југославија, ја памтам, тешко да сме ја победили ние Италија таму. Тешко. А ние Македонија со 2 милиона жители успеавме и победиме во бараж. Ние не ја победиме незе во пријателска утакмица. Ние победиме у бараж, кај што требаше они да идат у финале да играат со Португалија. Сега се што викаше тој еден новинар, мама мија е тоа са. Им честитам уште и у Португалија, ако може да поминеме тешка утакмица ќе биде. Дај Боже да ги победиме и да отидеме да доживеам ја на вие години дека Македонија ќе игра на светско првенство. Сега не игра, тоа е тоа. Важно, респект до дечките, сваки час да ги дочека во Скопје и нека мисли владата да ги почасти, да ги накради. А оваа политика барем да оставиме за денеска. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Дали имаме некого? Повелете. Добар ден. Добар ден. Ало? Повелете, се слушаме, во програма сте. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, повелете. Ве поздравувам и вас, и вашата телевизија, и граѓаните низ Република Македонија. Ви благодарам. И јас им честитам на сите фудбалери, комплетно со тренерот, со целата екипа, на овој успех што го постигнаме во Италија. Постигнаме голем успех во спортот. А апел до сите на граѓани на Република Македонија да се тргнат од спортот ваквите не луѓе, кои што се представуваат дека се луѓе, ама тие се не луѓе. Спортот е спорт, политика е политика. А ако ја мразат Македонија и ако не се задоволни на овој неуспех, нека учествуваат тамо во Италија, па против Македонија да навиваат. Нека не мешаат во спортот вери и нации. До сите. Спортот е дружење на сите граѓани во Република Македонија. Не е политика и политички партии. Ги гледаме и што искажуваат и како зборуваат. Дури и сега се осудија да се јават и затоа ме иритира да се јавам. Што ја искористи 2 пати кај вас во недела се јави, во оваа недела, реков да не злоупотребам по 3 пат. Меѓутоа ги молам да бидат луѓе, а тие се не луѓе, без разлика на својата вера што се македонци. Тие ја мразат Македонија, го мразат спортот и се мразат сами себе си. Ви благодарам и се најубаво. Благодарам и јас ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Па видите вака, јас прво да се честитам на македонските фудбалери што успеа малку да го обединат овој небитен народ меѓу себе со политики. Ова државна македонска репрезентација треба да му се даде многу значај. Значи, секогаш кога игра дома, некој прави обструкции во фудбалот и повеќе губиме дома него надвор. Она Панчев што ги има забелешките, треба Македонската фудбалска федерација да се малку загрижи, оти Панчев е светски познат фудбалер и има големо искуство како се водат репрезентации во светот и во Европа. И тие забелешки што ги има Панчев, треба Македонската фудбалска федерација да се малку замисли кај има грешки, зошто губиме дома, надвор победуваме. Јас сум сигурен дека со Португалија тешко ќе биде, ама и тешко и на Португалија ќе биде да не победи. Тука е нерешено дали ќе победи Португалија Македонија, не се знае. Затоа што Македонија настрана игра подобро него дома. Ама кога играме дома, оние што прават обструкции, што лицомерно му наштетува на спортот, и Панчев што ги има забелешките, може ги читавте и ги имате во прочитано што коментарите негови према Фудбалската федерација, треба многу да се замисли
во спортот во Македонија, за да Македонија како што игра надвор. Значи, Германија имаме победено, Италија победуваме, а дома губиме од некој Литванија таму, некој Арменија кој се таму. Значи, тука нешто не функционира во домашните кога играме дома. Значи, дома треба да си ги расчистиме некои работи во спортот како што бара Панчев. Некои негативности треба се тргнат, негативни луѓе да се постават како што знае Панчев, ако треба да се стави Панчев да функционира или да ја постави македонската репрезентација како тој што ги гледа во странство како функционира. Така. За да можеме и дома да победуваме. Ви благодарам и поздрав. Ви благодарам, поздрав и до вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ајде пред уведен са се јавив и честитав на играчите, а не е лошо и 100 пати да им честиташ во денес. Значи, момците игра од срце. Така. Се боја од срце. Значи, почнувајќи од голманот до левото крило. Значи, игра незапамтено. Дај Боже така да видим со Португалија и да извлечеме и за прв пат во историјата да одиме во Катар за светско првенство. И Вугич, ја би те замолил, знам дека си објективен, ама таа не го разбрав, ама ништо не сакаше, не знаеш што да каже и што да се разбере. Ама апсолутно македонци. Абе се знае кој игра вчера таму. Дали се македонци, албанци или срби или бошаци, важното победи Република Северна Македонија. Таму е јасно настаде како бел ден. И да не се злоупотребува ова емисија заради тие дневни показатели што се во емисија, во дневниот печаток. Па дајте, Боже, тој не знае што да каже, македонци. Абе, дали се македонци во Милано не играат сите италијаци, играат и други државјани на Италија. Ама прв е. Еве, Јувентус, Влахович го зема од го... Тајме од памет сега. Така, добро, ви благодарам, да, и разбирам сосема, и токму тоа и е на некој начин, и треба да биде пораката, токму тој, па еве едноставно кажано, мешовит состав, како рецепт, ако сакате, за победа. Односно, еве, различностите на едно место како предност, а не како хендикеп. Различностите како израз на богатство, не на едноличност, не на една боја, на монотонија. Различностите како предност за да направите нешто сложено. Резултат во сложено, ова не е едноставно. Значи, еден може да турка со сила, друг, не знам, со памет, трет со нешто трето. Затоа се неопходни различностите. Било каков механизам и така натаму е од многу различни делови, но тој дава резултат. Само така дава конкретен резултат. Одговор на сложени задачи. Едно нешто се знае што може да направи. Само една работа. Повеќе пак и можат во колизија да ја влошат работата. Во овој случај се покажува токму спротивното, позитивното од различностите, како предност. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, поздрав. Јас би рекол правин, ова што се случи вчера, најзаслужен е тренерот, селекторот на Македонија. Што ги направи нашите фудбалери 90 минути да игра како првата минута. Так, Благоја Милевски. Има издржаја. Так. Германците и италијанците се најголеми борци. И Бразил и било кој со нив не можа. Значи Италија е веле сила во времето 60-тите години
Италија беше и сега е. Меѓутоа, ипак беа нашите фудбалери спремни да се спротистава на еден таков силен тим. Јас мислам дека и со Португалија не се марсовци, и тие се фудбалери. И тие тепа, губа и така натаму. Значи, на нашиот изгледа му дава сила нешто што сме ние таква мала држава, па има елан да се докажа, али се и способниш, не само да се докажа. Докажа вчера. Ги надиграја, да речам, по моje ги надиграја. Италија е голема сила од секогаш била. Ова треба да се запамти, да се запиши. А јас мислам дека и со Португалија ќе бидеме равноправни и зависи кој има среќа да направи гол. Така. Тоа е. Оти фудбало е една секунда. Погодил топка, влеголо гол и со еден гол. Обично италијанците така правеа цел живот. Решавачки тоа како да може да биде. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете. Па вака, ја многу сум задоволен од репрезентацијава на Македонија. Многу со срце изигра, свака им час. Им покажавме на светот кои сме ние македонците. Дека сме со големи срца, со голема љубов спортуваме. Прави амбасадори на спортот, фудбалериве. Да се политичариве кој фудбалериве, леле мајко, кај ќе отидевме, не знаме, многу далеко ќе отидевме, и на европско, и на светско. Сега вака Исо, тебе некој не ти беа јасни, коефициент имаше вчера, у бюлтениве, у спортскиве кладилници. Вака беше коефициентот. Да победи Италија 1-20, а Македонија 21. Што значи? Ако стаи 100 денара, Македонија да победи, ќе земеш 2100. А да стаиш 1000-дарка, 21. Да стаиш 10.000, 210.000. Многу не подценија спортистите у светот, тој билтен е најадекватен. Многу не подцени. Мило ми беше дека испадна двојка, Македонија победи. Им покажавме дека, ете, ние нешто вредиме. И многу одекна ни светот. Сегде одекна. Погодивте ли нешто вие по однос на овие обложувањите? Абе, јас сум и со патриот. Предвидовте? Илјадарче 21.000. После мене, знаеш колку? Ја дека игра, после мене 5-6 души уплаќа. По 200, по 300. Све за Македонија. Така. И така, глјашти Македонија, политичариве да се Дали знае или верува, или се знае, нема дилема за кого, освен за својот. Срце кој игра срце, увек треба да се надеваш на победа. Срце. Така, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав, повелете. Па вака сега, ако го победиш најдобриот во Европа, значи ти си најдобар во Европа. Така е за понатака, како и да биде со Португалија. Јасно. Во моментов ние сме европски прваци над прваците. Така. Така да треба малку верба, треба желба, а и едно и друго има, сплотеноста ја има. Са луѓево, ја и ти барем знаеме што е диалектика, тоа е единство на спротивности, дека се надополнуваат таквите работи. Така. И малку ми смета са овие. Еден господин спомна, фашистички држави сме победиле, она, па ние се стремиме кон Европа. Ова не е политички кажано, ама треба, тие се наши пријатели веќе и сега фашистичка Италија, фашистичка Германија. Мислам, тоа треба да се заборави, кој ќе ни текне дека 50.000 македонци работат во Италија и да речеме еден Пандев цел фудбалски живот го поминал во Италија. Така. Значи, мене да беше со некој друг клуб, со некоја друга репрезентација, ќе беше жал што изгуби италијаните. Вака малку бе стегнат, искрено речено, не ни гледав баш, ама кога слушнав таму гол дека ми падна малку камен од срце. И треба, мислам, убаво тоа да се
со сплотувањето, сам треба да се гледаме сите на тие луѓе и така, мислам и да не се спомна са албанци колку играле, во право беше тој Скендер, мислам се вика господинот, ако не се лажам. Значи сега, што ги спомнува, сите се играчи наши, зарем Барди ако дадеше гол немаше да се радуваме. Или сега Елмаз, дај Боже дае 2-3 гола таму во Португалија. Никој нема да прашува која национална се. Тие се наши македонски играчи и така да ги доживуваме. Јасно, јасно. И сите се дел од тимот, но и меѓусебно зависни. И впрочем од сите нив зависи и резултатот што ќе направи тимот. Добар ден. Еве, за жал завршуваме, а навистина имавме разумно, убаво размислување за убав голем настан како што е победата. Радувајте се на неа, тоа е впрочем и победа на сите нас во сферата на спортот, но во исто време и добра порака како треба да се делува, што треба да правиме за да продолжиме да победуваме и дома, и надвор, и не само во спортот, туку и во сите сфери. Ви благодарам за вниманието. Ако ништо друго, оваа победа влијаеше, како што кажав, и на вистина убави позитивни разговори. Ви посакувам таков да ви биде и викендот. Доброто здравје се подразбира. Останете со Телевизија 24. Довидување.